Добро вечер, Неготино. Добро вечер, драги пријатели, другарки и другари. Добро вечер, граѓани на Неготино, негодичанки и неготинчани. Многумина пробаа досега да не срушат, смислуваат разни приказни и се обидуваат да ни наштетат од повеќе страни. И на таквите имам да им порачам. А тоа ќе им го порачам во името на сите вас. СДСМ е силна партија. И да, навистина сме силни. Ние сме единствениот легитимен наследник на народно-ослободителната борба. Партија која е секогаш подготвена да се бори за граѓаните и за еднината на земјата. Единствена партија која повикува секогаш на мобилизација на демократскиот блок. Па замислете на што ќе личеше ако илинденците се откажеа од својата заложба за слободна Македонија. Или пак ако асномците се откажеа од своите идеи. Замислете само како ќе изгледаше сите наши претходници во 90-тите да се откажеа од независна Македонија, членка на Обединетите нации, слободна и суверена држава. Како што тие не се откажале, нема да се откажеме ни ние во нашата цел Македонија да стане земја членка на Европската Унија. Држава со европска иднина за нашите деца и за нашите идни поколенија. Оваа партија, СДСМ, начело со Киро Глигоров, ја внесе Македонија во Обединетите нации. Со СДСМ, Македонија во 2005 година стана земја кандидат за членство во Европската Унија. СДСМ заедно со граѓаните го сруши режимот на Груевски. Режим која блокираше целата наша иднина. СДСМ е заслужен што Македонија стана рамноправна земја членка на НАТО, а ефектите ги чувствуваме денес. А ви гарантирам, СДСМ заедно со вас, со граѓаните, ќе ја внесе земјата и во Европската Унија. И од тоа нема да се откажеме. И знаете дека ние целосно сме свесни за казната од во првиот круг од претседателските избори. Пораката е примена со сето достоинство и со целосна почит кон сите граѓани кои излегоа да гласаат, но и кон оние кои не излегоа и одлучија да не гласаат. Со право еден дел од граѓаните не се задоволни од дел од нашите политики. Не се задоволни од некои одлуки и од кадровски решенија кои ги носевме во изминатите 7 години. И го имаат секое право да бидат незадоволни. Свесен сум и дека нашата инклузивност, но и концептот на едно општество за сите беше често и злоупотребуван од одредени политички сили и структури во земјата за лична корист. Може би бевме и премногу попустливи во одредени ситуации, дадовме многу, а добивме многу малку за возврат. Но тоа не значи дека во било кој момент сме се откажале од остварувањето на нашите политики и активности. Тоа значи дека сме ја научиле лекцијата, дека сме извлекле поука и дека наредниот пат пристапот кон одредени состојби ќе биде повнимателен и попредпазлив. И верувам дека ќе се согласите и вие. Понекогаш сме се разочарале, па дури сме се разочарале понекогаш и во нашите најблиски пријатели и роднини. Свесно или не, секој од нас понекогаш бил изневерен од блиските на еден или друг начин. Но токму тоа е она што нас не прави луѓе. Умешноста да се соочиме со проблемот и да ја решиме ситуацијата. Дали тоа е доволна причина да се откажеме од пријателите и да бараме други пријатели, да бараме нови пријатели? Не е тоа причина. Треба да седнеме и треба да поразговараме и да ги погледнеме проблемите во очи. Како што тоа го правиме ние
на нашите средби со вас, граѓаните. Тоа е единствениот корисен начин за решение и кога тоа ќе го надминеме, имаме вистинска можност заедно да градиме подобра и по-просперитетна иднина. И јас, но и сите ние во СДСМ, може би ја плаќаме цената на тешките одлуки, но тоа не смее да не одврати од идејата за прогрес и за суштински напредок на државата. Македонија мора да биде европска земја и нема друг начин како да се направат вистински и опипливи промени дома. Мора да имаме повисок стандард, подобри услови во здравството, европско образование и конечно да се избориме со корупцијата и да воспоставиме владење на правото во сите сфери. За да го постигнеме тоа, клучна и суштинска е поддршката од Европската Унија. И секој оној кој го кажува спротивното, или не знае, или не ја познава материјата доволно, или едноставно лаже, се е магла и замајува. Тешките одлуки за кои сите зборуваат значеа компромиси и внимателно водење на процесите за членство на Македонија во НАТО. Тешките одлуки ги почувствуваа граѓаните и со справувањето со економската и енергетската криза која го зафатија светот. Со над 2,6 милиарди евра успеавме да ги заштитиме граѓаните и бизнисите и да ја зачуваме македонската економија на стабилно ниво, истовремено зголемувајќи ги и платите и пензиите. И тоа не е мала работа. Гледавме како поголеми и поразвиени земји од Македонија едва и врзуваа крај со крај. И граѓаните ќе се сетат кога се смени власта во градот Скопје и кога дојде ВМРО ДПМН е исто како што дојде како кај вас во Неготино, со нивните градоначалници беше под сериозна закана да останеме без нормални услуги во општините. Го гледам јас и овој плоштад тука во Неготино целиот искршен. Што градоначалник е тоа што не може 3 плочки да поправи, а се фалат ке поправале цела држава. Тој 3 плочки не може да поправи. Погледнете ова. И затоа со конкретни чекори и мерки тимот на владата го реши и тоа. Тоа беше одлука со која што доделивме средства за сите општини во државата без разлика кој ги раководи. Се со цел граѓаните да добијат бенефит од владините политики. Исто и кога се случи енормното зголемување на цената на струјата, додека ВМРО ДПМН од страна кажуваа што треба и како треба да се прави, економскиот тим на владата посветено работеше и речиси и да не се почувствува чиновниот шок на сметките на граѓаните. Изгора на тоа, кога се зголемија трошоците во екот на економската криза, со брза работа и реакција, успеавме да ги зголемиме и платите, и пензиите, и другите социјални трансфери. И тоа беа тешки одлуки. Требаше напорна работа, и еден од луѓето кои го предводеше тој процес беше токму Јована, за која ќе имате задоволство да гласате на 8 мај. Јас, почитувани и драги пријатели од Неготино, сум секој ден на терен. Меѓу вас, граѓаните. Разговарам со нив, ги слушам забелешките и заеднички изнаоѓаме решенија. Оние граѓани што избраа да не излегуваат на изборите на 24 април, ги потекнуваме да излезат сега и да го дадат својот глас за европска иднина. Подаваме рака на сите прогресивни и проевропски сили за идна соработка и повикуваме на општа мобилизација на сите напредни граѓани на 8 мај. Ние мора да одиме напред. Не смееме да дозволиме да се вратиме назад во немири, во внатрешни поделби и конфликти. Патот напред е јасен. Нашата иднина е во Европската Унија, рамо до рамо со западните демократии. И овие избори ве повикувам да гласаме за европска, за сигурна и за подобра иднина за Македонија. Да не дозволиме да се вратиме назад во времето на 11 годишното владење на Груевски и ДПМН. Со гласот за обезбедуваме подобри услови тука дома,
гласот за Стево Пендаровски, за СДСМ и коалицијата за европска иднина. Значи подобро утре и подобра иднина. Гласот за е глас за вас, за нас, за вашите блиски, за вашите деца и за вашите внуци. Гласањето за е глас за Европска Македонија. Ние не инвестиравме во жални врби, во фонтани и во стиропор. Не инвестираме во иднината, инвестираме во креирањето на Македонија како можеби по површина мала, но и тоа како пристојна земја за живење. Но, од друга страна, гласањето против ќе значи дека дозволуваме враќање на ВМРО ДПМН и ризикуваме блокада на нашата држава и можни внатрешни етнички тензии, кои доколку се случат, речиси сигурно ќе предизвикаат огромна штета за еднината на државата. И според мене тоа е клучната опасност од доаѓањето на власт на ДПМН и режимот во најава. Граѓаните кои ќе излезат на гласање на 8 мај мора да имаат предвид дека иднината на земјата е под сериозна и опасна закана. Ако десничарска партија добие таква моќ, со сите државни ресурси на располагање, може да се соочиме со крај на нашата европска перспектива. Тоа ќе стави крај на независните медиуми, ќе ја убие надежта за независно судство, за правда и правичност и на таа сметка ќе ги зголеми меѓуетничките тензии. Мицковски и ВМРО ДПМН играат токму на таа опасна карта. Она што е наша и ваша предност е дека сите ние знаеме како изгледа тоа владење 11 години во време на еден режим кој од една прекрасна земја направи заробена држава. Ќе искористам прилика и ќе упатам порака и до нашиот довчерашен коалиционен партнер. Демократската унија за интеграција, господинот Ахмети, прави голема грешка со митинзите и скандирањето на УЧК. Ахмети добро знае дека тие скандирања ништо добро не носат никому. И гледаме дека ја повторува таа грешка. Господине Ахмети, членови и симпатизери на ДУИ, да не дозволиме да се враќаме назад во темните делови на поновата македонска историја. Имаме историска одговорност пред граѓаните и пред нашите гласачи, кои што очекуваат да обезбедиме подобра иднина, да се препукуваме со идеи и со концепти за иднината, наместо со закани и со плашење. Ние мора да им испорачаме иднина на граѓаните, а не да ги заплашуваме со повици од минатото. И едно мора сите да разбереме. Препукувањата и заканите не се тема на овие избори. Прашањето е за иднината на државата и ние мора тоа да им го испорачаме на граѓаните. Подадената рака за напредокот на државата на патот кон Европската унија значи инклузија на буквално сите граѓани, наместо дневен квази национализам. Тоа ни е потребно да размислуваме заради иднината. И упатувам апел и вечерва од Неготино, да не дозволиме некој да си игра со нашата иднина и иднината на нашите деца. Ние немаме право нив да им го искратуваме она што го имаат нивните врстници во Европа. Имаме морална обврска да им ги обезбедиме најдобрите можни услови за живот и само со реална програма можеме да им обезбедиме услови да си ја бараат среќата дома тука во Македонија. И упатувам апел до сите граѓани што им мислат добро на државата, на 8 мај масовно да излезат и да гласаат за европската иднина на Македонија, за Македонија таму каде што е место, рамноправна членка во Европската унија. Со гласањето против одредена партија се создава илузија дека некој некого казнува. Но гласањето против е со краткорочен ефект кој со себе носи опасност од долгорочни последици за иднината на Македонија. И затоа Македонија конечно треба да гласа за.
И ве повикувам на 8 мај да излеземе масовно и да гласаме и да ја дадеме нашата подршка за европската иднина, за иднината на нашите идни генерации. Имаме должност и обврска да обезбедиме и европска иднина на нашите деца. Затоа јасно и гласно ви порачувам, нема откажување од иднината, нема откажување од Европска Македонија. Македонија која може да ја обезбеди само Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата за европска иднина. Да сте ми живи и здрави, да ми е живо и здраво Неготино и на 8 мај гласаме за Стево Пендаровски, за Венко, за Јована, за Сонја, за Љупчо и за сите овие кои се тука пред вас и со кои имате сигурна и безбедна иднина. Немојте да гласате за неизвестност. Гласајте за среќна Македонија. Ви благодарам.